Ова е Flash International. Ги пренесуваме вестите од светот. Денес во Египет започнува најголемиот судски процес на сите времиња. За прв пат ќе им се суди на околу 1200 муслимански браќа и нивниот предводник Мохамед Бади за предизвикување на насилство на протестите во минатата година. Во тогашните нереди загинаа околу 200 лица, претежно полицајци и војници, пошто беше воведен полициски час во Египет. Засега, братството ги отфрла сите обвинувања. 89% од граѓаните на Венеција со електронско гласање се изјаснија за отцепување на Италија и формирање на сопствена држава. На електронското гласање, кое го организираа локалните партии, гласале околу 2 милиони жители од регионот Венето во период од една недела. Ваквиот начин на гласање не е законски обврзувачки, но има за цел да го испита јавното мислење. Крајниот збор за предлог законот за референдум ќе го има римскиот парламент. Денес во експлозија во Пакистан загинаа 30 лица, а 35 се повредени. При судирот на два патнички автобуси и цистерна со гориво. Судирот се случил утринава кога автобусот што патувал за Карачи се судирил со цистерната во близина на областа Гадани. Експлозијата настанала кога налетал другиот автобус и удрил во првиот. Преживеаните се хоспитализирани, а надлежните се уште работат на расчистување на локацијата. Северна Кореја утрово лансираше 30 ракети со мал дострел. Од источниот брег на Корејскиот полуостров пренесува јужнокорејската новинска агенција Йонхап. Ракетите летале 60 км пред да паднат во морето, а се верува дека потекнуваат од Советскиот сојуз од 60-тите. Кина има нови сателитски снимки поврзани со исчезнатиот авион, изјави денес малезискиот министер за транспорт Хишамут Хусеин. Кинескиот амбасадор го известил дека се забележани предмети на површината на јужниот коридор на Индискиот океан, а еден од предметите е долг околу 22 метри и широк околу 13 и може да е остаток од исчезнатиот авион. Ова беше Flash International, следуваат регионалните вести.